Председателе, почитуван вице-премиер, почитувани колеги пратеници, 25 години кариера на државни функции, кога Македонија добиваше позитивни препораки, вие бевте дел од надворешната политика, за да сега бидете контрадикторен сам на себе и ги напаѓате тие години. И ве слушам, ги величите вашите допринеси за надворешната политика, но за потсетување на јавноста, кога беше минатата интерпелација, која се случуваше во период кога веќе беше поминат Преспанскиот договор низ собраниските процедури кои впрочем беа прекршени, и после непочитувањето на волјата на народот на референдумот, кога не беше исполнет уставниот услов за излезност од над половина плюс 1 од запишаните избирачи и плюс одлука од ДИК за неуспешен референдум, продолживте со процесот. Па така Преспанскиот договор беше објавен без подпис на председателот на државата, што исто така е груба повреда на Уставот. Спротивно, кажав, на волјата на народот, во исто време преку кршење на Уставот и законите, и тогаш предочивме дека може да има несогледливи, непредвидливи, штетни последици кои може да влијаат на евроинтеграцијските процеси на Република Македонија. И еве ги последиците. На 20 јули 2017 ваша изјава: јавноста ќе има увид во договорот со Бугарија кога и официјално ќе стане договор. Имаше договор откако тука се случи за затворени врати од јавноста. Имаше увид тогаш, но дали имавме увид и ние како пратеници и народот за се што следеше потоа, видовме на дело. Видовме како бевме информирани и како имаше увид јавноста во се што следеше со Бугарија, односно за волја на вистината добивавме информации само од медиумите, повеќе од бугарската страна, отколку од овдешната влада. Додека вие немавте доблест и храброст да реферирате пред Македонското собрание и не се појавивте на двете комисии за надворешна политика овде во собранието, гледавме во Бугарија за пример како вице-премиерот и министерот за надворешни работи реферираа во тамошното собрание. Плюс што од нашава влада овде се даваа различни изјави во јавноста како да се членови на различни влади или на влади на различни држави. Е тако ви е ставот за надворешната политика, со милион варијации во изјавите. Своевремено меморандумот од Бугарското собрание или анекс кој беше своевиден диктат, за кој велевте постои па не постои, за на крај да видиме дека влезе во преговарачката рамка. Значи постоел и сега го викате акцијски план од 12 точки и не е важно како се вика, важно е што содржи. А содржи негација на јазик, историја, а со тоа идентитет на македонскиот народ. 24.6.2019, повторно ваша изјава: без преговори годинава не можеме да разговараме за ЕУ перспектива. И вака вели, цитирам, вака велите: жал ми е да го кажам ова, но ако не започнеме преговори со ЕУ годинава, тоа за мене значи дека нема европска перспектива. Понатаму. И се плашам дека по се што ние направивме во 2 години. И ова не се само наши зборови, како што кажав, се ваши, тук токму на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров. И треба да жалите, и треба да се плашите, бидејќи ги урнисавте преговарачките позиции на државата и ги поместивте црвените линии. Понатаму, 19.7.2019, вака велите: Грција не би требало да го блокира почетокот на пристапните преговори на Македонија со Европската Унија. Не Грција, ама Бугарија не блокираше, Грција не директно, ама индиректно. 24 март 2020 велите: по 15 години чекање, Македонија безусловно ги започнува преговорите со Европската Унија. Денеска сме 3.2.2021, немаме датум за преговори, а имаме вето. Понатаму, на 8.1.2021, Европската Унија не може да си дозволи луксус и оваа 2020 година да помине со неуспех во проширувањето. Од вашава изјава можеме да заклучиме дека Европската Унија си дозволи луксус и нема проширување,
И дали може да разбереме дека вие ја нападнавте Европската Унија, при тоа повторно да немате доблес да кажете дека вие сте одговорни како власт за тоа што немаме европски вредности како држава, бидејќи холандскиот амбасадор јавно ни посочи дека корупцијата е на високо ниво во државата, а за тоа не ни се виновни соседите. Понатаму, 12.3.2019 година сте изјавиле: јазикот на егејците не бил македонски. Па се прашува овде, се откажува ли целосно владата на државава од македонските малцинства, иако тврдењата на првите луѓе на владеачкото мнозинство беа дека малцинствата остануваат заштитени. Сепак, судејќи според изјавата на грчката министерка за надворешни работи, македонскиот шеф на дипломатијата Никола Димитров малцинствата ги штити со тоа што вели дека македонското малцинство во Грција не зборува македонски јазик. И кога Каракачанов го негираше јазикот и велеше дека е бугарски дијалект или есперанто, дека македонскиот народ е со омраза кон Бугарија и сме дивјаци, вие не реагиравте. Па откако вие навредивте нашата нација дека е искомплексирана, па и не ме чуди што други ќе не навредуваат и напаѓаат. Кога сам не се цениш, не можеш да очекуваш и да бараш другите да те ценат. Зарем не ви пречеа зајадливите и навредливите изјави од Бугарија и ништо не превземавте, ни протестна нота, ни реакција? Или тоа е вашата перцепција за пријателство и добрососедство, па молчите? Тогаш не само што имаме различна перцепција за пријателство и добрососедство, туку вие сте во тешка заблуда. Пријателство е взаемно чувство на почит, а не ништење на другиот. Своевремено вашиот премиер изјавуваше дека Каракачанов многу силно ја сака Македонија. Толку силно што ќе ја угуши од гушкање и тоа е погрешна перцепција за љубов. Се што кажавте, тогаш велевте дека беше во ВМРО-вските глави, се оствари и стана вистина и за тоа треба да се извините на македонскиот народ, а не да се величите. Благодарам.